Таткото на насилникот од Кумановската населба Средорек, кој со нож го усмрти 36 годишниот полицаец од Куманово, не побарал неговиот син да биде вратен во болницата Бардовци, туку дошол само да се консултира со дежурниот лекар, изјави директорот на психијатриската установа Бардовци Ќамил Ковачи во телефонски разговор за телевизија Нова. Тој ги демантираше тврдењата на таткото на Енвер Бајрамовски, според кој, откако неговиот син му рекол дека не се чувствува добро и побарал да биде вратен во болницата Бардовци, оттаму одбиле да го примат. Таткото со пациентот биле во петок во нашава болница. Меѓутоа било за консултации, ниту имало документи, ниту опат имал за да бара прием на повторен прием на пациентот. Значи он со дежурниот лекар се консултирал, на некој начин тоа е, значи не барал прием, ниту имал документи за прием. Според директорот на Бардовци, насилникот бил пуштен на слобода на барање на татко му, кој како причина навел дека пациентот имал и други здравствени проблеми и имал закажано термин за преглед во Кумановската болница. Значи он боледува од шизофренија и во нашава болница бил примен 19 пати. Секогаш кога имал потреба е примат кај нас, значи тоа не држи вода, дека пациентот не е приман од нашата станова. Таткото бил на консултација, ниту имал упат, ниту имал барање негово да се прими повторно. 33 годишниот Енвер Бајрамовски, последен пат од психијатриската болница во Скопје, бил пуштен дома на 25 јули по барање на неговиот татко. Родителите на Енвер велат дека тој боледувал од шизофренија над 20 години, често имал напади на агресивно однесување и кршел се околу себе. И соседите во Средорек велат дека Енвер бил насилен кога не примал терапија, затоа се плашале и бегале од него. 36 годишниот полицаец Горан Станишевски од Куманово во саботата го загуби животот, откако беше прободен со нож од насилник, кај кого отишол да интервенира поради семејно насилство во Кумановската ромска населба Средорек. Убиениот полицаец порано бил дел од армијата на Република Македонија, па во специјалната единица Алфи и одскоро во екипата за брза интервенција во СВР Куманово. Неговите колеги велат дека бил голем човек и врвен професионалец.